Прекрасно гледа. Ден. Не гледам, не сум запознала до сега. Барам ги се сеќавам со вами. Баш ми е драго. И ви благодарам многу што одговоривте на оваа покана да со една честитка ние кои што живееме во Австралија, поточно во Мелбурн, ја пренесеме нашата љубов, грижа до сите наши, не само овде, туку и во нашата татковина. Ви благодарам. Ве молам, би ве замолила да се представите на оние кои што ќе го следат ова известување. Секако со задоволство. Може малку погласно. Може секако само. Мислам дека ќе биде сега подобро. Одлично. Значи, јас сум доктор Снежана Джамбазова-Попордановска. Работам како психолошки советник во Мелбурн, Австралија и автор на познатата книга за личен развој "Да се живее поинаку". Инаку, еве, со задоволство, чест ми е што сум дел од вашата емисија и би сакала на сите македонци во Македонија и широм светот да им ги честитам предстојните новогодишни празници и да им посакам многу љубов, многу радост и мир, се разбира, спокојство во душата и во семејството. Јас би кажала дека 2020 година, нели, ќе се запамети по овие неочекувани предизвици и искушенија со кои што за жал мораше да се соочи човештвото. Но истовремено треба да забележиме дека пандемијата донесе и позитивни промени, бидејќи повеќето од луѓето се свртеа кон себе си. Значи, кон изворот на нашето постоење. И со тоа фактички открија својата креативна моќ многумина и со тоа направија вистински позитивни промени во својот живот и во животот на своите најмили, а се разбира се тоа придонесува и за развојот на целокупното човештво. Еве, например, јас ќе открием една мала тајна, оваа година мене лично за мене беше многу продуктивна. Јас веќе ја подготвив, значи веќе е спремна мојата следна книга за личен развој, која што наскоро ќе ја види светлината на денот. Браво. Во новата 2000. Дали и таа книга ќе биде преведена и на англиски, како што и првата ваша книга? Да, првата книга "Да се живее поинаку" се преведе на англиски и еве сега уште едно мало изненадување и на шпански јазик е сега преведена, што навистина посебно ме радува. Фантастично. Да, ова е втората книга која што е фактички продолжение на првата книга со сличен наслов, нека биде изненадување сега за сега. Значи исто преведена и на англиски јазик, така да се надевам. Ви благодариме што го споделивте тоа нешто со нас и ви честитаме. Благодарам од срце. Нашето творештво, да, секако дека има позитивни многу нешта, оној творечки дух, посебно нашиот народ кој го има во себе, може да се изрази во вакви моменти. Токму така, јас на сите ви посакувам да ја најдете таа креативна моќ која што сите ние имаме и да ја изразите за доброто на човештвото. Доктор Снежана, ви благодариме. Дали сега можеме да се слушниме со доктор Емил, вашиот сопруг? За жал, во моментот не е слободен, меѓутоа еве поздрав во негово име. Мислам дека тоа е најдобро, може да ги поздрави сите македонци и во Македонија и широм светот со неговата преку неговата поезија, нели тој на тој начин се изразува и еве неговата песна Македонија мори, сите можете да ја погледнат на мојот YouTube канал Доктор Снежана и се надевам дека ќе уживаат во неја. Да, им препорачуваме на сите да ја прочитаат таа нова поема, нова песма и да се запознаат со темата и навистина мощно и инспиративно за сите нас.
Благодарам. И се надеваме дека ќе се видиме во 2021 година за многу други услови за творештво. Секако, со големо задоволство. Благодарам и се најдобро. Пријатно. Благодарам. Честити Пријатно празници се и на најува. вас. Пријатно. Прекрасно.